Регулаторната комисија за енергетика не ги признава кражбите на електрична енергија во крајната цена што ја одредува. Доколку некој потрошувач има добиено сметка со одстапување од реалната состојба, може самостојно да го отчита броилото и да ја пријави состојбата, пошто Евана Хоум е должен веднаш да издаде нова коригирана сметка, изјави председателот на регулаторната комисија Марко Бислимовски. Повод за оваа изјава се реакциите на граѓаните кои се убедени дека кражбите на струја кои се екстремно високи ги плаќаат тие. Во последниот период, почнувајќи можеби да се каже од сметката со август месец, потрошувачите започнаа да се жалат кај нас, особено и во последниве 2 недели, каде што се жалат на неправилности во сметката, односно им е фактурирано поголем киловат потрошени часови, иако тие сметаат дека не потрошиле, дури дел и од нив самите си ги читаа своите сати и дадоа податоци и споредба дека не потрошиле толку сати кои што се фактурирано. Освен сметките, отворено и прашањето за мрежарина која е поголема од потрошената струја. До јуни оваа година, трошокот за користење на електродистрибутивниот систем беше вклучен во цената на електричната енергија, но со измените од 27 јуни активен е тарифен систем во кој е направена поделба на вкупниот надоместок за испорачена електрична енергија на надомест за електрична енергија, пренос и дистрибуција. Истакна Бислимовски. Сепак доколку граѓаните забележат неправилности од организацијата на потрошувачи ги повикуваат на брза реакција. Потрошувачите ги упатуваме доколку утврдат определена неправилност, сметаат дека имаат повисока сметка од она што е потрошено и слично, веднаш да го пријават во Евана како надлежна институција, а во определен случај доколку не успеат проблемот да го решат со Евана и сметаат дека и понатаму постои истото, веднаш да пријават до регулаторна комисија за енергетика. Инаку годишно во државата се краде струја во висина од 100 милиони евра, а само во Скопско Арачиново за една година кражбите се над 6 милиони евра.